Исто место и време, фреквенција Емнет и делиме заедничко попладне. Добре дојдовте во петочното попладне. Се надевам дека сте расположени и подготвени за викенд, но пред викенд секако имаме интересни теми и совети наменети токму за вас, но зашто да не почнеме со една позитивна енергија, па во продолжение разговаравме со еден од нашите познати водители. Можам да кажеме дека е најхаризматичен и најпозитивен и мислам дека треба таа позитивна енергија да научиме од него. Станува збор за Марко Новески. Хајде да видиме што тој кажува за камерата на Емнет и колку тој е лудо влюбен во својата вереница. Драги гледачи, се наоѓаме во студиото на Емнет, се разбира работно, јас работна, а мојот денешен соговорник е човек позитивен и мислам дека треба многу да научиме од него како да ја задржиме нашата позитивна енергија, харизматичен и мене секогаш ми убава кога гледам на телевизиските екрани и денес ми е огромно задоволство што можам да разговарам со Марко Новески. Здраво и пред се ти благодарам што ја прифати мојата покана и навистина ми е многу мило што си дел од оваа емисија. Чести задоволство, не одбивам вакви работи, баш сум муабетче и сакам да се разговарам со луѓе, ми се погоди таман и ти си со муабетчека, така да супер. Да. Како си, Марко? Мора да признам одлично. Добро расположен. Да, си го користам денот. Ме чуваат по дома како што треба, така се како што треба сега. Да, тоа е најубаво, нели? Ке ми смета кафе да го си пијам или нема да смета? Не, имам и јас. Ние не можеме да снимаме од студио на здравје. На здравје кафенци. Се надевам дека ќе можеме и во студио да снимаме заедно. Сега заради ситуацијата, нели, мора да се заштитиме. Кажи ми додека сме нели кај ситуацијата со COVID-19, знаеме дека го обиколи светот и за жал, нели, на некои луѓе се пренесува различно, некои се со паника, некои не веруваат во тоа. Што мислиш ти во врска со оваа цела ситуација? Вака, ви си ги почитам сите оние правила кои што нели ни се пропишани. Сега не сакам да се издвојувам од другите. Нема да навлегувам во теории на заговор и во тоа затоа што преоптоварени се луѓето со таа тема и кој социјален медиум да го отворам се препукува дали ја лага, дали не и решив тотално да се изолирам од општите мислења, како да кажам, од сечиите мислења и да си го пазнам јас моето здравје, а тоа е нели со почитување на мерките. Не сакам да експериментирам, не сакам да ризикувам, барем ако не зборам за моето здравје, не сакам да ризикувам за здравјето, на здравјето, нели, на тие што се околу мене, така си ги почитувам мерките и си пазам. Подлабоко нема да навлегувам на таа тема. Јас од прва рака имам, мислам, слушнато муабет медицински лица кои што го работат, тоа знам што се случува по болниците. И излишно ми да ги правиме оние празни муабети и теориите на заговор. Не сум теоретичар на заговор, не викам дека во некои сфери полиња се, нели, се прават такви работи, ама не знам, искрено не знам што да мислам за оваа тема, пак ќе кажам, јас си го почитувам правилата, си носам маска кај што треба, кога сум си сам по дома, си живам, си правам што сакам и тоа е тоа. Да, треба да внимаваме, како што кажеш ти самиот, па така да се надеваме дека ќе помине ова веќе. Сметам дека е себично ако не внимава за другите и моментот кога ќе почнеш да зборуваш дека не треба маска да се носи, дека фрлаш маската, више станува за мене себичен човек на кој што му е гајле за другите околу него. И ќе кажат на тој има секогаш контрамислења кои што ќе речат па на другите име гајле за мене ми наметнуваат маска да носам и вака да ако маска стварно помага да го заштитиме нашето здравје, да тој околу нас секогаш ќе прифатам да носам. Искрено кажам, без разлика дали има ковид, дали некој ми кажа дека ќе помогне на вереницата моја која што седи тука да носам маска и не за да не разбудам ќе носам, нема никаков проблем да не се представува. Да, точно. Согласна. Така и треба, браво. Точно одговори. Да, ептен. Марко, многу време, значи си на телевизиските екрани, те пометима првен како од емисијата нели дај побрза и секош кога те гледав велев Марко, ајде трчи, можеш да победиш. Кажи ми. Да. Браво. Се радував и јас на победата. Добро, знам дека тебе не ти е било лесно да трчеш таму па на друго место, но што да правиме сега? Така. Кажи ми,
Да, имаше линија, тоа е битно. Кажи ми, зошто баш се одлучи за оваа професија? Што е она кој што те навлече? Како дојде до оваа Ед- професија? Едноставно пробав, никогаш во животот искрено претходно бенд имав, свирав на бубњеви, правуваме дека сум малце постар, тебе да сите да кажам 80 година сум роден. 90-тите имав група, свирав во бенд на бубњеви, лупав и мислев дека тоа ќе ми биде професијата до крајот на животот. Искрено на натаму целев и случајно престанав, не знам, како и секоја нели она тинеџерска љубов, ајде да наречеме ова, ми помина желбата за тоа како се оладив и еден период буквално ништо не правев. И случајно другарка бев еден од оние кои што секаде кај што ќе влезат мора галама да направат, достави впечаток дека е тука, нели сите да го видат. Те сваќам. Тоа е таа крвна група. И случајно другарка ме повика да работам и така. Тоа беше 97-8, случајно ме викна на некој рекламче, беше појма немам тоа за телекомуникации некој, како и да е, не е важно. Тоа истерав и почна да ме викаат за спотчиња, за наваму натаму, па за во 2003 година, тогаш на Томато продукција, да ме видат на плажа кај нив, да ме викнат и да пробаме, едноставно заедно да експериментираме и успеат целата приказна и така. Едноставно тргна. Искрено кажам, никогаш не мислев дека да бидам водител, сакав глума, сакав музика, значи уметност такви работи, ама никогаш на крај памет не ми беше да бидам водител, излезе дека тоа е мојата перфектна професија која што најмногу ја сакам сега. Кој што најмногу ти лежи. Да. Така, па добро, јас секогаш велам дека треба да го работиме тоа што го сакаме, тоа што ни исполнува нам. И не прави среќни, еве, се пронајдовме во оваа професија. А и сега, како е со подготовките за снимањето на емисијата Листа за 300? Нема нели спрашување, не сум повторила лекциите, појма нема. Немој сега. Слушај, вака, на Листа за 300 работи еден профи тим, сите се професионалци. Искрено, ја не чувствувам никаков притисок, ниту тешина, како да кажам, кога е во прашање Листа за 300. Буквално си одам на снимање, дента која е закажано снимањето, снимаме, значи, однапред, дека треба сепак да поменат, нели, низ обработка емисии, да се средат наваму натаму и потоа одат во етерство, касне, ајде, нека се 2 недели, така нешто. Јас буквално доаѓам на сет, се ми е подготвено, па ќе кажам, има страшно добар професионален тим стои зад мене. Готови ми се прашањата, студиото е подготвено, имам што е најинтересно човек што ми збори ново, доколку нели се збунам во некоја ситуација. Мора да признам дека ми е многу лесно и супер на снимање, благодарение на тимот, искрено. Го кажам, ако гледа да знаат, од се срце фала. Ги поздравуваме. Добро, тоа е еден од и најгледаните квизови, интересен, зашто да не може да се научат и многу работи кои што сме ги заборавиле. Да, еве, ја ќе кажам, научив многу работи, искрено. Браво! Искрено си го збогатив знаењето за доста работи. Дека викаш сега знам се. Да кажам вака, не, откога почнав да го водам квизот, сватив уствари колку малце знам и дека треба да поработам на тоа, да. Но сега е подобро, ги повторуваш прашањето така да знаеш. Ето така. Воздржете се од прашања. Да, немојте сега. Марко, знаеме дека социјалните мрежи си го заземаат своето место, па што мислиш, дали социјалните медиуми може да се пренесат на класичните медиуми? Бидејќи нели веќе се по социјална мрежа, многу повеќе приватноста е дадена. Вака, ја мислам дека целиот концепт полека се менува и на телевизиите и на социјалните медиуми, ќе си не знам дали ќе си ги превземат местата, ама се развиваат во различен правец. Верувам дека телевизијата како телевизија уште долго време ќе постои, значи неколку десетици години сигурно сите викаат дека нели за брзо ќе замре. Факт е дека се менуваат и таму работите, но се уште не замира, туку дел од публиката се пренесе само и на социјалните медиуми. Што значи во развој се социјалните медиуми и колку сега ќе се бе, не може никој да застанат како класичните, барем јас така мислам. Ама баш напротив мислам дека може да бидат побогати од класичните телевизии, затоа што ќе можеш видно да шараш нели по сите по многу содржини кои што ќе ги нудат. Сега со телевизијата се ограничен во одреден нели термин да гледаш одреден производ или одредена емисија, полека тоа се нели се менува со социјалните медиуми, со медиумите
онлайн медиумите, можеш да вратиш, Да. да видиш, и пополека мислам дека од една страна на добро иде целава работа. Ке имаме работа, јас ти уште долго време. Има, дај Боже. А што мислиш, што недостига на телевизиите? Што е она што ние треба да го доловиме на нашиве гледачи? Пред се, нели, пред да разговараме, малку спомнавме дека пред се, нели, треба позитивна енергија, Да. народот да се насмее, доста веќе од тие стресови, нели, знаеме дека животот е тежок, па зашто да малце и да размислуваме на позитивната страна. Па никако како политиката да ги превзема класичните медиуми, телевизиите и се што може да се види е, за жал, политика и купени серии од, нели, од околината од наши соседи и понатаму, Да. кои што очигледно се поевтини и немаш, како да кажам, момент на размислување, нема зашто да се мачиш и полесни моди. И затоа и паѓа, мислам, гледаноста на телевизиите. Моето искуство кажува така, не знам, сите другари со кои што сум разговарал, тоа ми рекле, брат, не можам само политики и турски серии, има и доста мен не пуштам телевизија. Тоа мислам дека треба да се промени едно време. Телевизијата, баш како што рече ти, беше место за да се опуштиш, да пуштиш, да се забавуваш, да заборавиш на секојдневните проблеми, а сега од секојдневните проблеми како да влегуваш и во тугите секојдневни проблеми кога ќе пуштиш телевизија, затоа што гледаш вести, гледаш политички емисија кои што се поврзани со сите сфери од нашиот живот, кои што назадни си или тапкаат на место, разочарани сме буквално сите, или гледаш серија каде што, не знам, има, пак ќе кажам, превари, наследство, се и па знаеме да заплакаме на некоја сцена. Не можеш да избегаш од како да кажам, од реалност. Едно време телевизијата беше тоа да те приближи до туѓа реалност, па макар и лажна била таа, ама да избегаш да се, што знам, да се расположиш. Сега го нема тоа. Сега кога ќе пуштиш, ја барем кога ќе пуштам и кога ќе погледам вести, после некој време сум полн со нервоза и со агресија и тоа мора некаде да излезе и Да, и тоа секако и влијае врз човекот, значи може да влијае. Косата ми ја побелеа, еве косата, они се криви. Ради тоа. Значи подитно да се смени програмата, подитно. Марко, почна да се работи малце, еве, ќе загуваат реки како листа за 300 нели и пополека се може да само мислам дека сите медиуми малце повеќе треба да поработат, уште малце вака, повеќе и се ќе биде поред. Марко, освен што треба да поседува еден водител, освен што треба да биде нели комуникативен, харизма, еве како нас да зборува, да има граница. Што треба да поседува? Да комуницираш со публиката како што комуницираш со твоите пријатели. Јас така мислам, значи мене барем публиката, луѓето кои што ме гледаат, секогаш сум се ги сметал како многу блиски, како пријатели, како луѓе кои што ме почитуваат и ме сагаат и гледам да им возвратам на истиот начин. Тоа е исто, со убава енергија, не знам, со љубов и тоа е тоа. И разговор мене, ти го кажав тој преска, многу е важно со публиката, баш да знаеш да комуницираш, не треба да си премногу паметен, немаш потреба да се гњавиш нели со зборови, слова, да им објаснуваш многу, затоа што верувам дека сите со текот на годините и мудроста нели ни доаѓа, ги учиме работите и нема што Марко да објаснува што е правилно, што не е правилно, како да го прават тоа или не. Тоа е мојот рецепт, барем ке мене се покажа како успешен, да не се правам премногу паметен. Ама не и така, јас си пред малку кажав дека нели обожаваме да гледаме телевизиските екрани бидејќи ја црпиш онаа позитивна енергија која што треба секој да научи нели да има покрај вакво време во кое што живееме. И сега дали има некоја интересна случка пред снимање? Што не правите интервју, она да ви каже каков сум по дома. Работи таму, прави чекот. Треба да ни каже. Каков е Марко по дома? Не одговарате. Извини. Добре, ај посам тоа, може да ни каже. Не, да каже ништо. Ќе се слушнаме посам Сонја и ќе ни каже каков е Марко по дома, па ќе видиш ти како ќе те највам јас. Нема мобилен. Да, Има. Добро. Добро има. Добро, но има нели Facebook, Инста, така да ќе се најдеме. Нема што зборуваш сега. Леле, ќе дам ќотек кога ќе завршиме со муабета, па добро, да. Ама нема врска. Те прашав
Дали има некоја интересна случка пред снимање, после снимање? Затоа што знаеме дека има нели премногу, некогаш не можеме да бидеме озбилни, па треба ова збор ќе го кажеме или ќе го заборавиме. На неколку пати да ме пукне хистерично смеење и сега ми се случи тоа последен пат. И се смешно на стрет снимање, среќа што пак ќе кажам имам тим професионалци околу мене кои што знаат како да изреагираат. Почна да ми свири носот на среда, и пробав да оправам работата и додека да сватам бев у кадар, брзата реакција и постпродукција, со вработка се беше во ред. Не се виде. Имам сум тропал доста и глупости, имам паднато на сет да не видам кај се симнувам па да се сопам. Браво. Да, буквално можам да кажам сите работи што може на снимање на човек да му се случат, ми се случиле во последниве 20 години. Да, добро сега. Тоа е дел од работата, нели? Да. Значи треба да бидам и јас подготвена ако некош паднам или нешто заборам. Па нема врска сега. Луѓе сме, грешиме. Како си го направила тоа? Да, ја обично така правам. Темек намерно. Се шала. Такав е да видите дали ќе свадите. Да, сега не знам како да ви го привлечам вниманието, па реши да падна. Да, ете така, може и така. Марче, кажи ми, како ја чуваш ти приватноста? Еве сега пред малку кажа, нели, дека си малку строг. Се жалам. Како се чувам, па ја не ни пробувам да мислам приватноста. Не знам, едноставно не ја кажувам, не ја кријам ја приватноста, ама некако не ме ни прашуваат, не се движат работите натаму, не кријам каков ми е љубовниот живот и кажам и најверојатно затоа не сум и многу интересен натаму да тера тема, да мислам муабетите, кога се појманем, не се кријам. Ја сакам мојата партнерка, убаво ми е со незе и не се срамам од незе, баш напротив, сегде гордо ја покажам, така да не го кријам приватниот живот. Не го штитам, немам зашто. Па ќе кажам, муабетчија сум и сакам со луѓето да си разговарам, па разговарам на сите теми, така да ништо така да може. Да, јас ви посакам премногу кажувам. Не треба толку да кажам. Да, не треба, не. Па може да се биде мистерисен, зошто да не. Јас ви посакувам уште многу години заедно така среќни и заљубени и сполнети. Фала. Фала. Да ми ја Како селјак дека ти кажам што да правиш само. Ајде, пикам. Да ми ја гушнеш после. Вака, пред малку нели зборувавме за COVID-19, зборувавме дека животот не е нели лесен, дека секогаш донесува нели некои предизвици. Дали си имал некое разочарување во животот и твое мото кое што си проложил нели напред? Знаеме дека сето тоа може, некоја одредена ситуација може да влие нели на нашата психа. Како продолжуваш понатаму? Сум имал на релативно млад на 20 години, татко ми на 22 години, кој имав татко ми почина, узнав без татко. Во тој период па и лош ми беше од животот, има доста смртни случаеви, мои другари блиски починаа, не знам што беше. Работата во рок од 2-3 години, потоа останав и без работа, работев долги години, скоро 10 години во наша не е битно која фирма, не правиме реклама. Ето така, и кажуваме кои се. Работев останав без работа, па тогаш ми престана, стресен период има така околу 2010 година, да речеме 11-та, и со работа слабо одеше, тогаш и емисии почна да се менуваат многу нешта и така, се најдов во безвезна ситуација, тогаш на неречем и косата ми побеле, сите за тоа коментираат сега кога ќе ме видат во последно време, брата ме си побелел. И тоа беше и сега не престана, ама барем вика дека коса што беле нема да падне, па тоа е тоа. Ништо тој буквално период мото кој што ме натера да пробам, немав мото, нека едноставно не знам, верувам во себе и дека ќе излезам од сето тоа. И тоа е мотото ми е кога ќе паднеш што побрзо можеш стани. Тоа ми е мотото кое што цел живот ме тера. Падни, стани, и животот е така, падни, стани, ама интересно. Да, тоа е тоа. Па нели треба да бидеме упорни, да се смееме и да знаеме ние самите да го направиме нашиот живот да биде убав. Кажи ми, што те најмногу разочарува кај луѓето? Знаеме дека секој се интересира денес нели за приватноста, се меша нели во тук живот.
Сака малку повеќе да зборува, нели? На луѓето дека целиот свет треба да се прилагоди на нив и нивните желби и барања. Живееме во земјица, живееме во земјица и сега мораме да се прилагодиме на тоа дека мораш да живееш и за себе, но и за другите. Сега, ако не оцели си се некаде во дивни, живееш си сам, ама и тогаш нема сам да живееш, ќе треба за околината да се грижиш. Не можеш да избегаш. И ме нервира себичноста на луѓето. Многу ме нервира себичноста и извини, не културата. Тоа се двете работи, кога збориме за не културата, зборувам за однесување, сообраќајната некултура, фрлање по улица, ловократство, дрвократство и сето тоа е одлика на кои сме ние, како сме, да, и многу сум разочаран во тој поглед. Не викам дека се сите така, ама дека се мораме, нели, да ги глобализираме, мислам да ги така да ги кажеме, затоа викам дека сум разочаран. Иначе факт е дека има и прекрасни луѓе кај нас и кои што секојдневно работа да се подобри тоа. И ќе се сменат работите. Се добро, малце турбулентно време во нашава прекрасна ни мала земјичка и така, се тапкаме место, се нервираме, се јадеме, ама верува во нас. Ама можеме напред. Да. Сега како што кажа, ти си поборник за животните, се грижиш за нив. Кажи ми зошто ние сега мора така да се изразам, ја немаме таа култура да се грижиме за животните. Зошто ги повредуваме? Знаеме нели наназад неколку случаеви во врска со кучињата. Што ни недостига нам? Подобар живот. За мене тоа не недостига подобар живот. Сите фрустрации, нервози, луѓето што ги носат во себе, на крај ги рефлектираат на животните. Без тоа се случи и со домашни миленици. И ќе кажам, ја по мене пример, ќе дојдам дома порано, сега више тоа него, ќе дојдам нервозен, ќе му се издерам на куќето зошто ви издало нешто надвор глупости. И што се вика, си ги што да ни треба подобар живот за да можеме нив да ги разбереме и поише да ги почитуваме. И друго нешто, јас што мислам дека е културолошки, кај нас животните како домашни миленици не се чувале допред, не знам како да кажам, допред 2-30 години, тие што чувале порано стока чувале. И на животните куќето било како алатка да ти го заштити домот, да ти заштити нели добитокот, стогата. И ги гледале на тој начин. Сега се развива една друга свест и мора да се поработи малце на тоа. За жал, има случаеви, уште многу такви, кај што се жегуваат на животни, ќе се жегуваат, но ќе се променат тие работи. Тоа кажавме. Мораме да покажеме трпение. Сега, пак ќе кажам, немаме култура, допрва се развива и култура на тоа поле, па ќе не биде. Само мора малце трпение. Не викам да ги разбереме тие луѓе, нема разбирачка за човекот што се насилство проба да реши нешто, не може да ги разбереме. Туку да не бидеме ние, да не потпаѓаме на нивното влијание. Да, под нивно влијание, па ние да станеме така, затоа што гледам дека многу коментари има тоа на насилство со насилство да се врати и тоа сите знаеме дека крај нема така. Само иначе дела себе му дават поддршка за тоа што губил куќето, за тоа што ги гризнали нив кучиња, па други бе како тоа така, и ништо не се прави, се тапка во место, се расправаат, се плюјат, само повеќе непријатели се создаваат меѓусебно. Тоа се прави со кампањи, со едукација на луѓето. Човек да го научиш како треба да помине покрај куче, више ќе го нема ни стравот, ни параноја, да нема ни така да се однесува, ама кај нас многу други работи се побитни отколку нели благодетот на луѓето и животните, ама тоа е. Но вие и дома имате милениче, нели? Две? Чекај, ја нема сега. Мора да го видиме сега. Тимон, чекај. Ево Тимче се спие, си има дури негова фотелја цела. Ова е Тимон, ти ни главче бе. Ете така, еве поздрава. Не поздрави. Да, а другава не знам каде, нека во спалне најверојатно. Одмара. Може. Да, добро. Марко, дали знаеш да ги вреднуваш малите ситници во животот, бидејќи некојаш на тие многу малку обрнуваме внимание, а ни се потребни да бидеме среќни. Да. Малите нешто дефинитивно ги приметувам и се тие кои што го прават човекот најсреќен да биде. Малите работи. Ми климава да ми така. Знае да ми остави, искрено кажам, љубовта моја знае да ми остави порака од забајле или да ми направи некој случај, тие се тие работи кои што го прават денот, убаво да ми почне, убаво да ми продолжи. Да. А кажи сега ти,
Антицена, ама нема ја да се фалам за тоа. Се знаеш, не знам. Добро. Да, добро, но сакаш да приредуваш изненадувања, нели? Па да, ајде како ме погледа лето. Ја повеќе. Она повеќе. Да, Она значи повеќе. ние треба да. Подоцна ние треба да разговараме со неа за да каже на вистина што правиш ти. Марко, каже ни совет за убав и среќен живот исполнет. Знаеме дека нели ти си позитивен, како што кажав, ние треба навистина да учиме од тебе за да ја задржиме нашата позитивна енергија, позитивна мисла, а што она што навистина треба нели да се потрудиме во тоа. Да не се мерите со другите, да не се според својот живот, да не го споредувате со животот на другите, кој што постигнал за тој временски период, дека тоа е тоа што не знам, црпи многу енергија, да обожаваме ние луѓето да се споредуваме. Од една страна добре, затоа што нели ти дава потик да целиш повисоко или погоре, ама од друга страна може да ти ја земе енергијата и место да биде човек продуктивен, да се затвори, да стане депресивен поради своите, затоа што ако почнеш да се мери со никој, верувам дека ќе ги гледа само своите неуспеси како ги правиш, а нема своите постигнувања да ги вреднуваш и да ги забележиш и дури да се свестиш ќе изгуби све. Тоа е според мене. Гледај си го својот живот, постави си цел на кај што сакаш да тераш, промени ја целта, затоа што никој не е венчан, ја тоа што викам, луѓе и бракови се разведуваат не па за идеја или цел во твојот живот. Не мора човек да се само за една идеја, фати си, барај си ја својата цел. Барај, едноставно барај ќе бидеш успешен. Се века бараш нешто ќе и да него не пак верувам дека среќен ќе биде човек. Имаш цел ете поставена да најдеш нешто и да бараш и на крајот од денот па и среќен ќе бидеш. Пак не успеваат тие работи спеле до сега. Да бидат упорни за да го исполнат онако што го сакаат, нели? Тоа е тоа. Кажи ми три работи без кои не можеш. Три работи без кои не можам. Брзо. Кучињата, вереницата и храна и вода, може двете уедно? Ајде, може. Тоа е. Овој пат може. Браво. Знаеш како, многу... Добро, да. Многу брзо помина времето и знам дека секојаш има што да кажеш и како што кажав, останувам на тоа дека треба многу да учиме од тебе. Јас ти благодарам за одвоеното време. Навистина ми беше огромно задоволство и чест што можев да поразговарам со тебе и што си дел од мојата емисија. Тоа е огромно задоволство. И ви посакувам се најдобри на двајцата, да се чувате и се надевам дека ќе имаме повторно заедничка соработка за вака убаво да помуабетиме со кафе. Обавезно ги имаме тука кафе. На здравје, фала ти најдеца, уште еднаш што ме покани да бидам гостин во твојата емисија. Супер си поминав. Голем поздрав до целата публика. Фала ти за прекрасните зборови. Ме остави без зборови. И тоа е дефинитивно прва прилика кога ќе имаме да се дружиме, пак се дружиме. Јеј, дај пак Надица. Падна телефонот. Падна подоба. Убав ден да имате, голем поздрав до сите и пак ќе кажам. Следна прилика, кога сакате да се дружиме, само кажете. Ти благодарам многу. Ве поздравуваме, драги гледачи, и чао од нас. Чао. Марко си е Марко и како што кажав, мислам дека треба таа позитивна енергија да научиме од него и ние да научиме да бидеме позитивни личности. Во продолжение, драги мои, зборувавме со Сања Ѓорѓева, сертифициран тренер за спиење кај деца и бебиња до 6 годишна возраст. Таа ни објаснува кога децата може да спијат во своја посебна соба, како да ги преспиваат ноќите. Хајде да слушнеме повеќе совети од неа. Сања, кои се знаците за препознавање дека детето не е наспано? Значи, зависи од возраста, меѓутоа, ајде да тргнеме од помали. Кога е помало,
најчесто или покенкаво, нерасположено бебето, може да почне навечер да се буди многу често поради тоа што е уморно, не е наспано, или да почне да се буди наутро рано, односно пред 6 саат. Тие се знаци кај бебиња кои што ни даваат знак дека бебето е премногу уморно, односно не е наспано. Кај веќе поголемите дечиња кои што знаат да си играат сами, кои што се поголеми, тука концентрацијата се приметува дека е многу опадната, односно може да приметат родителите дека многу малку време од денот знае да се занимава само и да си игра само во текот на денот. Многу брзо знае да развие бес и нервоза, значи одеднаш може да почне да вика и да плаче, има промена на расположението. Деца веќе кои што одат во училиште, концентрацијата е многу опадната, значи може да се случи и на самиот час понекогаш да подзаспиат. Со родителите кои што работиме, посебно кај бебиња поголеми од 18 месеци, кога правиме програми за нив и кога работиме со нив, кај сите приметуваат дека после тренингот и откако бебето, односно детето ќе почне да ги преспива ноќите, концентрацијата му е многу зголемена и многу е посмирено во текот на денот и многу подолго време се занимава со една игра. Зашто претходно ако вниманието му траело минута-две, сега тоа се зголемува и детенцето е спремно подолго време да се игра само. Така што тоа се одредени работи. Можете исто да приметат родителите дека детето или бебето е многу уморно кога ќе пробат да го успиваат, а тешко заспива. Или не успева да заспие до 8 до 9, туку останува будно до 1 до 2. Значи сето тоа е од умор, а не од што на бебето или на детето не му се спие. Така, Сања, кажи ми, од кога почнува тој процес, детето да не спие повеќе со мама и тато, да спие во посебна соба, некој совет околу тоа? Знаеме дека мајките се тие кои што често ќе стануваат да го проверуваат детето, како да се одвикне детенцето? Ако се научени родителите, сега тука е исто многу важно, дали тоа детенце заспива со помош на мама и на тато или Која возраст можеме да ги да се одделат? Да. Во друга соба. Во друга соба повише е тука сигурноста што родителите ја чувствуваат. Можеби првата година или до 6-7 месеци секако препорачувам да спијат заедно во иста соба, бидејќи се уште посебно додека не се развие моториката кај бебињата, превртување од стомаче на грбче, значи тука е убаво да спијат заедно во иста соба, меѓутоа потоа кога веќе ќе престанат и ноќните подои или ноќната исхрана, кога веќе бебето е поголемко, кога родителите би биле спремни, во тој момент може да го префрлат во друга соба. Тука е повише родителите сами да се осетат дека можат и сакаат детето да оди во друга соба. Откако ќе го одлучат тој чекор, да кажеме, да го направат, бидејќи тој чекор ќе биде голем и за родителите и за детенцето. Кога ќе одлучат тој чекор да го направат, и тука е многу важно да пристапат нежно. Значи, ние секогаш кога работиме, гледаме многу нежно да пристапиме на секоја нова навика што ќе ја вметнеме, зашто е многу важно детето да створи љубов кон таа соба, да не створи одбивност. Така што еве мој совет, еден од советите кои што ги даваме е веќе ако одлучат да го префрлат во друга соба, првите неколку вечери, може и недела до 2, зависи од дете до дете карактер, и мајката да се префрли со детето да спие во таа соба. За да почне прво детето да се навикнува на собата, да го испрли стравот дека е сега сам во соба, па после постепено мајката да ја напушта собата, односно мајката да излезе од собата каде што спијат заедно. Да не биде одеднаш детето ставено во посебна соба, и тука може да се развие стравот. Да, може да се развие стравот и одбивноста од собата. Сања, кажавме дека сонот нели влијае врз карактерот и врз однесувањето на детето. Дали околу тие фази може тогаш се да се промени и да биде се како што треба со детенцето? Околу извини, не те разбрав. Нели сонот може да влијае и тоа како на врз карактерот и врз однесувањето на детенцето. Дали после тоа може се да биде како што треба и да се врати се во нормал? Може, апсолутно. Посебно, значи, ако се работи на спиењето, затоа многу е, значи, колку се помали, толку полесно поминува тренингот и толку е полесно да се научи бебето да заспива само, бидејќи е многу полесно како родител да се остане константен кога се мали. Кога се веќе поголеми, кога зборуваат, знаат да се прекачат преку креветче, знаат да излезат сами од соба, тука е многу потешко како родител да бидеш константен во целиот тој процес на одвикнување.
да. Али во секој случај кога ќе се променат навиките на спиење, многу значително многу се подобрува темпераментот и хиперактивноста кај децата кои што ја имале. Дури многу често деца кои што се диагностицирани со хиперактивност, откако ќе им се среди проблемот со спиењето, откако ќе почнат да ги преспиваат ноќите, едноставно хиперактивноста исчезнува. Значи хиперактивноста била резултат на преголем умор, преголемо излачено количество на шеќер и тоа е тоа што го прави детето и хиперактивно. Мислам, сигурно и вие сте приметили или можеби и вашето дете ако некогаш останувало покасно во текот на ноќта, не заспива до 8-8:30, после во тој дел од ноќта, после 8:30 едноставно добиваат една енергија невидена и трчаат, беснеат буквално на сите страни се. Тоа е умор. Да, и во тој момент ни делуваат најбудни, најсвежи, дека не им се спие. Тоа е најчесто од умор и од веќе излачено количество на шеќер и они едноставно реагираат бурно, хиперактивни се и многу потешко се смируваат и заспиваат. Сања, кажи ми дали проблемот околу спиењето може да представува и слојот на облеката? Да, ако е премногу топло и во станот или куќата каде што спиете, и ако детето е премногу топло облечено. Значи, најдобро е навечер да ги облекуваме бебињата и децата на начин како што и ние самите се облекуваме. Значи, ако вие спиете во тенки пижамчиња, така треба да спие и бебенцето или детето. Значи, да не се натрупува со облека, бидејќи апсолутно и температурата во собата, и облеката, сето тоа влија и светлината, звуците, значи сето тоа влијае на спиењето. Така што е многу важно да направите, да го облекувате, да не го преоблекувате, туку да му облекувате пижамчиња, тенка облека, која што и вие самите ја носите. Така. Сања, што доколку детето се исплаши во сонот, како подоцна да го вратиме за да си заспие? Значи, тука е исто многу важно да направиме една разлика помеѓу ноќни мори и ноќни кошмари. Односно кошмар и ноќна мора. Значи има разлика. Ноќен кошмар е кога бебето ќе се разбуди, бидејќи тоест детето веќе кај поголеми дечиња се среќава, кај што ќе се разбуди и поради некој сон, значи снувало нешто се буди. Да. Во тој момент апсолутно е многу важно да дојдат родителите да го утешат, дури понекогаш и кои поголеми деца кои што веќе фантазијата е доволно развиена, може значи они да отидат до тој степен да се направи фантазија дека има, не знам, чудовиште или ако гледале некој пострашен цртан во текот на денот, дека тоа се крие во плакарот или под креветот. Дури некогаш е потребно како родители за да ги осигураме дека нема ништо, да го земете детето, да упалите светло, да му покажете во плакар под кревет дека нема ништо, дека сето тоа е во главчето, дека сето тоа е сонувано, да го смирите, за да може повторно да заспие. Значи, во никој случај не треба да се игнорира кошмарот и некогаш посебно ако се уморни родителите од будење, некогаш знаат и бурно да изреагираат, ма какви чудовишта, легнувај да спиеш, значи никако во таков случај, бидејќи тие стравови кај детето се реални. И ако не изреагираме на начин на кој што треба да се изреагира, може да почнат да се повторуваат и се почесто и почесто да се буди. Значи, многу е важно да им се покаже дека ништо тоа не е вистина. И посебно ако се поврзани со одредени цртани филмови, да се минимализираат цртаните филмови или воопшто да не се пуштаат ако има наследство во тие цртани филмови. Од друга страна, ноќната мора се јавува кај одреден дел од деца, не мора да значи дека кај сите, по-честа е кај женските деца. И ноќната мора се јавува во одредена фаза, односно ќе приметат родителите дека секој ден во исто време се јавува и тоа е обично кога ќе заспијат по заспивањето во првите 2-3 сати. Ќе се појави ноќната мора и ноќната мора се одликува со одеднаш будење и врескање и кога ќе дојдат родителите да го смират детето или бебето, ги бутка, ги трга од нив, значи едноставно не можат да го смират. И тоа може да трае пола сат, сат време може да трае. На еден начин бебенцето во оваа фаза или детето во оваа фаза е полузаспано. Тоа се случува при преодот од една во друга REM фаза, доаѓа до такво будење и е едноставно хистерично будење, плаче, ги бутка родителите, ништо не може да ги смири. Тоа уште не е свесно, значи кај поголемите деца кои што знаат да зборуваат са бајле кога ќе ги прашаат родителите, воопшто не се сеќаваат на тоа. Ако се случи ноќна мора, наш совет на сите тренери за спиење ни е дека подобро е да не се реагира, бидејќи самата реакција и самото тоа палење на светло, па зимање на детето во раце,
самото тоа го одолговлекува процесот и може да трае саат време. А ако родителите застанат до него и само многу смирено да го смируваат, значи дури со минимално тапкање, ако приметат и тапкањето дека го иритира, да ја тргнат дури раката, едноставно да бидат присутни, да стојат над детето, сето тоа може да заврши до 5 до 10 минути. Така што тука е голема разликата во кошмар. Значи смирено само и само смирено и нежно. Да нема она дигање во раце, бидејќи инстинктот ни е таков кај што одма ги дигаме во раце, зашто прво се случува одеднаш. Никој не навикнува на тоа и не знаеме дека ќе се случи. Така што инстинктот е дека одма ги земаме во раце и ги смируваме. Али ако видат дека детето бутка, не се смирува, вратете го во креветче, застанете до него и смирено само да го подсмирите, да не му зборувате, да не му го зборувате името, да го натерате да се разбуди, не, туку само смирено, постепено и ќе почне да се смирува. Така. Сања, ти пред малку ги спомна и дремките. Колку дремки треба да има едно детенце и колку часови треба да спие? И тоа се зависи нели од возраста. Меѓутоа, еве ајде да тргнеме од почеток, значи измеѓу 6 и 9 месеци до 6 месеци, како што кажав, дремките не може да кажеме точен број на дремки, од прилика има измеѓу 4 и 5 дремки до 6 месеци, кои што се обично кратки и кои што се на секој сат и пол до 2. После 6-тиот месец, од 6 до 9 месеци се околу 3 дремки, во вкупно време трајање околу 3,5 сати, значи сега тоа се од прилика плюс минус пола сат кај секој детенце. Значи од 9-тиот месец до од прилика 15-18 месец, зависи, тука е различно кај дечињата, се 2 дремки, кои што би биле во време трајање на почеток 3 сати, после постепено како што расте тоа дете, да кажеме на 15 месеци наместо 3 сати ќе бидат 2,5 сати и ќе дојдеме до момент на преод од 2 дремки во една дремка. Тој преод се настанува околу измеѓу 15-тиот и 18-тиот месец, пак кај секој детенце различно. И во тој преод, значи, доаѓа моментот до една дремка. Таа една дремка ние советуваме до минимум 4 години да остане, бидејќи им е потребна. А после 4-та година, убаво би било во периодот кога било потребно спиењето, да има возможност околу 45 минути мир на детето. Значи, чисто да легнете со него, да му читате книга, едноставно да правите некоја, да не биде цело време играње, трчање, седете дали ќе бои или ќе редите некои коцки, да биде малце посмирено, бар 45 минути во текот на денот. Така. Добро, детето кога ќе заспи и мајката што попрво треба да направи? Што попрво? Дали кафе да се напие, дали некој алишта да собере, што да направи? Најинтересно е тоа што нели најчесто е спиете кога и бебето спие. Да, и сега имаме да. Не може. Посебно во првите месеци е многу важно, бидејќи првите 4 месеци, 5 месеци се можеби и најтешки. Мислам, едни од најтешките, пак зависи, има многу разлика во овој, има бебиња кои што првите 4 месеци ги преспиваат, па после на скокот во развој на 4 месеци одеднаш се будат и настанува хаосот. А има бебиња што првите 4 месеци се доста бурни. Мислам, секоја помош е многу важна во овој период, буквално да не се срамат мајките да бараат помош за све. Мајката треба да биде околу бебето, а сите други околу нејзе да помагаат во домашните обврски, доколку тоа е возможно. Тоа би било за да може и мајката да одспива кога бебето спие и да се фокусира повише на бебенцето. Ако не е тоа возможно, ќе треба само со стриктен ред и редослед. И редот и редоследот ќе помогне многу, бидејќи точно ќе знае кога оди бебето на спиење и сама да си ги среди обврските дома, да се организира многу подобро ќе биде, отколку ако не се знае кога ќе заспие бебето, па колку време ќе спие, па кога ќе стане, така што редот е многу важен. Ние кога работиме на програми, јас и без програми кога работиме и кога имаме консултации со клиенти, јас инсистирам вечерното заспивање да биде во периодот измеѓу 7 и 7,5. Така што ако си направат таков ред и кога бебето ќе заспие во 7-7,5, има после цела вечер за себе. Одлично, да. Да. А што тогаш веќе има време за све. Да, а што доколку, например, детето само си го прави распоредот? Еве, например, збориме сега за 2 годишна возраст, значи од 2 годишна возраст па натаму, детето, например, одбива да спие преку ден, не сака да спие, и тоа се легнува, например, околу 8 часот
Што правиме тогаш? Што треба да се Значи, направи? на 2 годишна возраст најчесто се јавува тој проблем и тоа е поврзано со скокот во развој во кој што влегуваат. 2 годишна возраст, тоа не е последниот скок во развој кој што се одликува, кој што прави проблем на спиењето. Така што тоа е една добра работа, уште тоа е. Тоа е една добра работа, вашето дете пораснало. Готово веќе. Добре. Али тоа е, значи, најчесто тогаш во тој скок во развој, 2-годишните дечиња се веќе големи, веќе знаат да зборуваат или деца кои што не зборуваат све разбираат, значи можеби они не можат да кажат се, меѓутоа се разбираат. И на еден начин они сметаат самите дека се доволно големи и не им треба спиење. И тука почнуваат да го прават проблемот, односно не сакат да заспијат. И најчесто родителите на оваа возраст, на 2-годишната возраст, ги одвикнуваат децата од дремка, односно ќе сватат дека нивното дете не сака да спие, зашто на таа возраст детето не ни дава знаци дека му се спие и дека ќе заспие и дека е упорно. Така што најчесто на таа возраст ја тргаат родителите дремката токму поради тоа и токму поради скокот во развој, меѓутоа мој совет е секогаш во исто време да се влегува во собата со детето, дури да не сака да спие, дури и да не заспие во тој дел од денот и неколку дени да не заспие, многу е важно да му покажете на детето дека вие сте главните на еден начин и дека секој ден во исто време ние одиме да спиеме. Ако не заспиш, и само така ќе почне да сваќа дека постепено со тек на време ќе почне да преспива. Оваа фаза може да трае измеѓу 2 и 6, кај некои деца 8 недели. Така што е фаза која што трае, меѓутоа само со упорност и инсистирање дека треба да се спие и ќе видите како со тек на време, кога ќе почне и сама да се излегува од фазата, ќе почне повторно да си ја зема дремката. Али секако, например, има деца кои што сами ќе си направат некој ред, кои што ќе заспиваат покасно, мислам, сега не сме сите по шема и нели, може да се случи да заспиваат покасно и во 9 и во 10 и да немаат некоја дремка, али сето тоа, доколку не влијае на ноќното спиење и доколку не предизвикува будење во текот на денот, е окей и е нормално и доколку е во ред и родителите се согласуваат со тоа. Тогаш е сосема во ред, значи не мора сите деца да бидат по книга или по стриктен ред и редослед. Ако кај некоја фамилија функционира заспивањето покасно и детето не се буди навечер, често немаат проблем со спиењето, не мора да променат. Че тоа е во ред. Добро не представува и никаков проблем, например, доколку детето нема дремка, нели, во текот на денот, да си спие цела ноќ, да не се буди. Ако не прави проблем и ако спие цела ноќ во текот на денот, може. Ако тоа им одговара на родителите. Сања, сакав да те прашам, сме слушнале, знам дека си слушнала и ти, нели, дека доколку детето станува, се буди, нели, во текот на ноќта, некои од родителите му даваат, например, да пие водичка или сокче. Дали е тоа во ред? Дека така ќе заспие, дека нема да се буди. Ги слушаме тие совети. Не. Значи, ако детето заспива, посебно деца кои што заспиваат со млекце, односно најчесто овој проблем за барање на вода во текот на ноќта се случува кај деца кои што пијат од бебешко шише. После 15-тиот месец, значи измеѓу 15 и 18 месеци, бебињата ствараат приврзаност кон предмети. Некои бебиња тоа го прават кон куцла, некои кон меченце, кебенце, перниче, а деца кои што пијат од се уште од бебешко шишенце, голема е веројатноста дека ќе створат навика кон шишенцето. Затоа прво еден од советите кои што би ги дала е до 15 месеци да го одвикнат бебето од користење на шише, односно млекцето или водата да му ги нудат или од чашка или од чашка со клунче или да го научат од цевка да пие, меѓутоа бебешкото шишенце до 15 месеци скроз да се тргне. После 15-тиот месец, за да не дојде тој проблем. Меѓутоа, еве, ако се случило тоа, многу е важно да го одвикнат прво од користење на шише. Доколку бебето пие од шише, многу е важно да го одвикнат од користење на шише, значи да почне да пие од нешто од чашка, на пример, во текот на денот прво, да го тргнат прво од дневните пиење од шише, па после да почнат да работат на отстранувањето на шишенцето во текот на ноќта. Значи,
Една од причините за будењето и за барањето на водичка е уствари поврзаноста со шишенцето. Не е толку до водата, ниту до млекцето, ниту до сокчето, туку повише е поврзаноста со шишенцето. Затоа е многу важно шишенцето да се отстрани комплетно, да не заспива со шишенце, дури да не му го нудат преку ден и навечер кога ќе почне да се буди, да не му нудат водичка или сокче или млекце, било што за да презаспие. Освен ако станува збор, односно ако спијат родителите и детето во соба која што е сува, која што воздухот е сув и реално имаат потреба од пиење вода во текот на ноќта. Меѓутоа тоа самите родители ќе го знаат. Да. Они се будат навечер за да пијат вода, тогаш можеби и нивното дете да е жедно. Така. И како што кажав на самиот почеток, време е за викенд. Ви посакувам убав викенд исполнет со вашето семејство и ви закажувам повторна средба во понеделник 14:30 часот на Mnet, а знаете дека репризите може да ги погледнете во 18 часот. Ве поздравувам и чао чао!